Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е новото издание на емисијата Студентски парламент, во која денеска информираме за два студентски настани кои се организираа на UKLO. За првиот тимбилдингот, организиран во саботата на 19 октомври, организиран од Универзитетските студентски собранија на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Свети Кирил и Методи од Скопје, но исто така информираме и за студентската работилница на тема Започни мудро, заврши успешно, наменета за бруцошите на UKLO. Останете заедно со нас на 90,8 МHz преку разговорите со дел од учесниците и на двата настана, ќе дознаете повеќе. Zaboravam koja si i od kaj te znam.
заборава, која си и од кај те знам. Во саботата на 19 октомври Битола беше полна со студенти. Студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје го одржа првиот тимбилдинг токму тука во Битола и ја покажа моќта на обединетиот колективен потенцијал на студентите од двата универзитета. Тимското дружење покажа дека има многу простор за напредок, особено ако се действува интегрирано и координирано, за да може да успеат во реализирањето на напорите за посодржаен и поквалитетен студентски живот. Целодневната агента вклучуваше образовен и забавен дел. Домаќините, Универзитетското студентско собрание на УКЛО, се потрудија се да се одвива во најдобар ред. Првиот така наречен образовен дел се реализираше во Народниот театар во Битола и времето, додека се чека гостите од УКИМ, го искористивме да снимиме неколку разговори кои ќе ги слушнете во предложение. Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во очекување на гостите, пријателите, соработниците од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Борис, прва ваква заедничка средба на која што ќе се запознаете повеќе, ќе размените искуства и можеби почетоци за поголеми проекти и активности. Точно како што спомнавте, во истрикување сме на студентите на УКИМ, а исто така и на нашите студенти. Ова е еден настан кој прв пат се случува посебно во Битола, во организација на двата универзитети. И ова е само уште еден доказ дека студентите треба да се држиме заедно на ниво на цела држава и дека не треба да се делиме по универзитети. Па добро, во секој случај треба заедно да настапувате, бидејќи ги браните и ги застапувате правата на студентите, на сите. Да, па стрикно да ги застапуваме правата на сите студенти со формирањето на националното студентско тело, каде што учествуваат сите председатели на државните и приватните универзитети. И со тој начин ние ќе го застапуваме студентскиот живот во нашата држава. Сега реков, ова е прва средба, тимбилдинг, што организирате, како дојде до идејата, заеднички се договоривте, чиј беше предлог? Па, првично Универзитетско студентско собрание НУКИМ веќе има еден тимбилдинг што беше на Попова шапка, каде што бевме поканети и ние бевме таму, мислам, присуствувавме одреден број на студенти од УКЛО, се организиравме, бевме таму. Интересен беше начинот и потоа во разговор со председателот на Универзитетското студентско собрание на УКИМ Александар, дојдовме до една заедничка идеја како да направиме тимбилдинг заеднички и која е подобра локација од Битола. Добро, предвидени се повеќе настани, презентации, но исто така и игри во кои што ќе си ги одмерите силите, може би. Па да, првичниот дел е во театарот во културниот центар на Битола, каде што ќе се одвиват тој едукативен дел. Од пота имат мал период за сите студенти, дури и за студентите од нашиот универзитет кои што не доаѓаат од Битола, да направат кратка прошетка низ градот, да се разгледа, да се запознаат со убавините на Битола и потоа следиме во офицерски дом каде што ќе има диџеј сет, забава со студентски игри за кои што малку знам, но нема да ви откријам. Се надевам ќе дојдете и ќе видите. Борис, веќе кажавме, ова е прва средба што ја организирате заеднички со Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Можевме во изминатиот период да видиме дека оттаму беа доста активни во однос на што значи барање и исполнување на студентските права и обврски. Но секако имавте ли вие некаков удел, придонес, разговаравте за тоа? Па во изминатиот период строго и стриктно се работи на подобрување на студентскиот стандард и студентскиот живот, посебно во студентските домови. Во Битолскиот студентски дом ги немаме тие проблеми на некој начин, но во скопските студентски домови навистина им е тешко на студентите. И во таа цел Универзитетско студентско собрание на УКИМ повеќе се насочува кон тој дел, но на заедничките проблеми во секој случај работиме заедно, да пробаме да ги искорениме и да се крени стандардот на едно повисоко ниво. Што кажуваат студентите од останатите универзитети, надвор од УКЛО и УКИМ? Па, голем дел од нив се вклучени во самите активности, но дели не толку, но сепак не поддржуваат на начинот на кој што работиме. И исто така на
денешниот настан дел од претседателите на останатите универзитетски собрања ќе дојдат да учествуваат на настанот, да го посетат, да видат што значи да се организира еден ваков тимбилдинг. Па добро, може би понатаму и организирање заеднички со останатите универзитети. Се надеваме на тоа, целиме кон тоа и тоа е на наша една визија. Борис, сега ќе го насочам разговорот и на друга тема. Како председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО, исто така си вклучен активно и во проектот Colors, значи на Европската универзитетска алијанса Colors. Она што предстои, нели, е конференцијата во Осијек на универзитетот таму. Заминуваш и ти со делегацијата од универзитетот со оглед на тоа што и студентите од останатите 8 универзитети членки на Универзитетската алијанса Colors ќе бидат таму и ќе ги разгледувате програмите кои што имавте задача да ги направите. Да, заминуваме на конференцијата што ќе се одвива во Универзитетот во Осијек, каде што имаме низ активности, ќе има и низ работилници интерактивни, интересни за студентите, па дури и за професорите, и исто на тоа предстои и нашиот состанок на студентскиот форум, каде што ќе се разговара за активностите кои што ние како студенти ги направивме, ги правиме во текот на времето во овој момент и ќе предстојат во наредниот период до следната конференција која што би се одржала некаде наредната година. За дел од активностите што се работеа и што се направија, веќе информиравме во информативните емисии на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, но имавте и задачи околу подготвување на програмата за работа на студентите сите кои што се вклучени во Colors. Мислам од универзитетите кои што се вклучени во Colors. Што се направи тука? Па тука се направи еден план за работа како сите студенти да бидат вклучени, дури тие што се членови на студентскиот форум, тие што не се. Ние студентите исто така работиме во работни пакети како што функционира и самата алијанса Colors, и секој студент е внесен во работниот пакет каде што се наоѓа најкомфорен за да не се излегува од својата комфорт зона на некој начин, и со тоа припомогнува на самата алијанса и функционирањето на алијансата. Што е она што ќе следи како активност, рече дека ќе разговарате и за тоа, мислам како активности на Colors до крајот на оваа година? До крајот на оваа година. До крајот на оваа година се испланирани, но не се целосно дефинирани. Имаме активност за, ќе кажам на англиски език, за Mental Health Awareness Week, што е недела на менталното здравје, каде што со психолошкото сојузалиште на УКЛО ќе се вклучиме на некој начин да кренеме свеста околу менталното здравје кај студентите, не само на УКЛО, туку и на сите универзитети што се членови на алијансата. Потоа имаме еден вид на тимски игри кои што планирано беше да се одржат во живо, но тоа ќе се дефинира во Осијек конечно, можеби да бидат и од овие нови спортски тимски игри, и тие се дел од активностите кои сакаме да завршиме до крајот на оваа година. Како студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и како УКЛО, дел од Colors, мораме да кажеме дека во декември ќе биде и студентската конференција, трета поред, овој пат меѓународна, со оглед на тоа што се поканети да учествуваат со своји трудови студенти од сите членки на Colors. Да, оваа година универзитетската конференција ќе се одвива трета година поред и ќе биде интернационална, каде што се поканети да исто така сите членки од Colors. Во оглед на таа конференција се спремат подготовките, исто така јас спремам еден научен труд кој ќе биде презентиран на таа конференција. Па Боже здравје, се да помине во најдобар ред да тогаш. Поканата за учество на конференцијата веќе е испратена до сите универзитети на Colors, но со оглед на тоа што ќе патуваш и ти во Осијек и ќе имаш средба со председатели на студентски здруженија или организации, како веќе се викаат, од останатите универзитети, сигурно ќе им напоменеш дека ги очекувате и нив како учесници на конференцијата. Ќе биде онлайн, па ќе има можност и без патување и дополнителни трошоци да бидат присутни. Токму така, ќе направам се што во моја можност да ја промовираме оваа конференција, веќе повикот е пуштен, има пријавени студенти, но сепак јас сметам дека најдобра промоција е зборносно пренесување од уста на уста, што се вели на народски. Сега, на крај ќе речам, убаво да ви помине денешниот тимбилдинг тука во Битола. Се надевам дека гостите од Скопје, од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје ќе бидат задоволни од денешниот настан, денешното доаѓање тука, ќе се покажете како добри домаќини. А во однос на оно што значи твое заминување во Осијек и учество на конференцијата таму, на Colors, очекуваме повраќањето од таму, да се видиме и да ги пренесеш
искуствата, информациите да ги споделиш заедно со нашите слушатели. Во секој случај, по враќањето, првично да си поминеме денес да помине овој настан сега најдобар ред и потоа кога се враќаме од Осијек ќе ги споделиме сите случувања и настани што се случуваат таму и што ќе следи за нашиот универзитет во иднина во Колорс Алијансата. И благодарам. Благодарам и вас. Заедно со нас и Димитар Атанасовски, студент на педагошкиот факултет во Битола, но исто така вклучен и во организацијата и реализацијата на овој тимбилдинг УСС на УКЛО заедно со УСС на УКИМ. Димитар, подготвени сте да ги пречекате гостите? Никогаш повеќе не сме биле подготвени, а гостите сега идат, ние сме тука, спремни сме, само треба да пристигнат. Сега веќе кажавме во разговорот со Борис дека во првиот дел, тој така наречен едукативен, има одредени презентации на теми кои што во секој случај се интересни за студентите, па еве можеш да не ги кажеш. Да. Образовниот дел започнува во 11 часот. Првен има презентација за македонската берза, потоа за баланс помеѓу студентските предизвици и личната благосостојба нивна со магистер Зорица Николова, која е лицензиран психотерапевт, потоа за фитнес искуство од Матеј Марковски, па Еразмус плюс предавање за програмата што е, како и зошто е, од Марко Ѓорѓевски, кој е директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилности. И како за крај уметноста на приоритизирање, тоа е фактички планирање на времето, на вашето време што ќе го смени вашиот живот со професор доктор Јана Клопчевска. Со тоа завршува образовниот дел и потоа студентите имаат слободно време да се прошетаат низ град, да се подружат и на крај завршуваме со тимски игри и DJ сет. За тој образовен дел, како се бираат темите, тоа беше во ваша организација или во организација на УСС на УКИМ? Тоа беше во заедничка организација, но повеќето говорители се донесени од Скопје. За некои теми ние не бевме вклучени, но за темите, например, Еразмус плюс, уметност на приоритизирањето, и ние имавме придонес. Сега, ова е прва средба вака што се организира тука во Битола, на Универзитетот Свети Климент Охридски, во организација, практично тоа е ваша организација на Универзитетското студентско собрание, Универзитетот само моралната поддршка, еве да речеме и нешто во однос на техничкиот дел. Како гледаш на ваквите активности на студентите? Овие активности се многу добри, значи треба да имаме се повеќе вакви активности. Да, прва е, како што кажат Борис, може да се рече дека е прототип, сега првично испробваме, но се надевам дека ќе можеме уште повеќе вакви собири на студенти да направиме. Може би сега првично со студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, потоа и од другите универзитети, Гоце Делчев, другите држави. Да, точно, значи со сите универзитети, ова затоа е, како што реков, е прототип, помеѓу едни од најстарите универзитети во државата. Што после оваа средба? После оваа средба само добри мемории, добро искуство и план за следни активности. Благодарам за разговор. Благодарам и вас. А по пристигнувањето на студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје разговаравме со нивниот председател Александар Николовски. Александар Николовски, председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Александар, здраво и добре дојде во Битола. Здраво, добро ве најдов. Так, во разговор со Борис, со председателот на УСС на УКЛО, ни кажа дека веќе ваков тимбилдинг сте организирале, првично каде што нашите представници и нашите, раководството на УСС на УКЛО биле гости, а меѓутоа ова е прв заеднички тимбилдинг на УСС и на УКЛО. Како дојде до идејата, па и до реализацијата? Па идејата е одамна, затоа што се водам по визија дека кога сме обединети сме многу посилни и затоа и ова го правиме како два универзитети да се споиме и да направиме синергија за позитивни промени. Затоа сме тука во Битола, за покрај Скопје да се развиваат и другите градови, да ги посетуваат нашите млади останатите градови, затоа што е убаво и вреди да се види. Сега, што е со останатите универзитети, државни зборуваме? Поканети се сите председатели, беа поканети да го споделат повикот
Имаме представници од УГД, имаме представници од Штул, имаме представники од Меѓународен универзитет, Славјански универзитет, така да соработуваме со сите универзитети и во нареден период ќе правиме многу заеднички активности сите. Да. Може би да се соберат сите студенти од сите државни универзитети на едно место? Тоа ќе биде потешко, да, ама би било многу убаво ако го изреализираме, да. Имавме можност да проследиме по медиумите дека доста активности имавте направено како УСС на УКИМ во насока на подигање на студентскиот стандард, барање на правата на студентите. Поречеме дека тоа не се само права на студентите на УКИМ, туку и на останатите универзитети. Значи работевте напорно, би рекла, бидејќи за да се издействува се тоа што успеавте да го реализирате, навистина требало. Да, и уште активно работиме, имаме уште неколку мерки што конкретно ќе ги правиме за да ги задржиме младите во нашата земја, да го подигнеме стандардот, а секако и квалитетот во високото образование, затоа што тоа е најбитно. Да, кога се зборува веќе за заминувањето на младите надвор од Македонија, и тука ќе ви треба заеднички сите. Да, соработуваме веќе со владата и работиме на мерка која што ќе ги задржи младите тука. Така, колку се останатите универзитети вклучени, мислам на студентите? На национално ниво. Така, работите заедно? Да. Нешто што е позитивно, не се гледате како конкуренти меѓу себе, туку како пријатели. Првично е тоа. Сега, што понатаму надвор од она што значи ваши активности во однос на тоа, регулатива, законска? Имаме многу активности во дел на кариерен развој, во дел на дигитализација на високо образование, во дел на спортски и културни активности, така да на сите полења соработуваме ние како универзитети. Во Битола доаѓате прв пат инаку, како? Не, и сум шетал и за тоа доаѓам затоа што е преубава. И преубава архитектура и си има историја градот, така да. Да, добро, се надевам дека и останатите студенти кои што ни дојдоа од Скопје, од УКИМ, ќе бидат задоволни. Да. По овие презентации тука во тој прв дел од ова ваша денешна средба ќе имат можност малку повеќе да прошетат, па и да се напијат кафе на Широксока. Да, имаме пауза и за шетање, така да ќе биде супер. Без кафе на Широксока, како да не сте биле во Битола. Точно сега тоа ќе им го кажеме. И благодарно за разговорот и очекувам и натаму вакви успешни заеднички средби. Фала ви премногу. Фала ви. За првиот тимбилдинг, организиран од Универзитетските студентски собранија на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, ќе проговориме уште малку, но по музичката пауза. Бидете со нас на 90,8. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови сама ти. Лажеш ти, нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежда. Оставена, изгубена,
длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. На првиот тимбилдинг на студентите од УКЛО и УКИМ присуствуваше и ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски. Секако им се обрати на почеток, ги поздрави и настанот го опиша како предвестник за интензивирање на соработката помеѓу нашите два универзитета, нешто што и нас многу не радува, рече тој во обраќањето. Но исто така имавме можности да разговараме со него, па еве во продолжение слушнете го разговорот што го водевме со ректорот Неделковски. Ректоре, прва заедничка средба, тимбилдинг, како што велат студентите на УСС, на УКЛО и на УКИМ. Универзитетот ги поддржува ваквите средби и активности на студентите? Апсолутно. Студентите стално биле еден чекор понапред од своите професори и во целата историја на развој на студентското движење било каде во светот. Ова го покажува дека се еден чекор пред нас и тука во Македонија, бидејќи во време кога се води борба за секој студент, кога универзитетите меѓу себе се помалку и помалку се соработуваат, нашите студенти ни покажуваат како треба да соработуваме, прават еден настан наречен тимбилдинг, фактички прават меѓусебни тимови со цел да заеднички се борат за својот студентски стандард, за квалитетно образование и за својата иднина, а со тоа иднината на својата држава. Убаво е кога ќе се види дека настапуваат заеднички. Имав прилика да разговарам и со председателот на УСС на УКЛО, Борис Гушевски. Вели дека ова нема да биде и последна ваква средба или настан што ќе го организира. Апсолутно се надевам дека овој пионерски чекор што се прави ќе продолжи помеѓу сите универзитети во државата, но не само на студентско, туку и на професорско ниво. Она што ви предстои како менеджмент на универзитетот е конференцијата на Европската универзитетска алијанса Colors во Осијек, таму ќе бидат и студентите исто така, што ќе разговарат. Еве, ќе искористам приликата. Значи, ова е прва годишна конференција. Фактички имаме рекапитулација на она што се правеше во овој период кај сите 9 универзитети, а ние од УКЛО имаме што да покажеме тоа, бидејќи тука беше форумот на Југоисточна Европа, на земјите од Југоисточна Европа и Западен Балкан и форумот на Colors алијансата, така да имаме што да презентираме. Иначе овие годишни конференции ќе се одржуваат во наредниот период еднаш годишно во различни земји кои што се членки на Colors со цел да се изврши една рекапитулација на настаните. Она што е главната цел на Colors, тоа се студентите. Ова што денеска или се случува ве тука кај нас на УКЛО, тимбилдингот на УСС на УКЛО и УКИМ е на некој начин и дел од тоа. Апсолутно, апсолутно. Colors буквално ни одржа лекција, европска лекција, што значи студент на факултетот, бидејќи во ниту една активност не прифаќаат без учество на студенти.
така и во менеджмент бордот на Colors, односно тој се вика стратешки борд, има и менаџерски борд покрај представници од ректоратите, има и од студентските сојузи. Во сите активности каде што има Colors настани, задолжително е вклучување на студенти. Така да, и како и во сите претходни активности на Colors, така и во ова доаѓаат студенти со оглед дека е ова, велам, на менаџерско ниво, доаѓа преседателот и уште еден од раководството, но тоа е голема лекција, велам, за сите нас како универзитети, да знаеме дека студентите ни се партнер. Тие доаѓаат да научат од нас професорите, меѓутоа во управувањето ни се партнер. Се сосема за крај, што ќе им порачите на студентите денеска од УКИМ и од УКЛО? Да продолжат вака заеднички да се дружат, а преку тоа и да се борат за остварување на нивното право за квалитетно образование. Благодарам за разговор. Благодарам јас. Младешката синергија од УКЛО и УКИМ со првиот тимбилдинг ја потврди вредноста на заедништвото кај студентската популација, која очигледно и воопшто не изгубила својата важност. Ке се сложите дека подобро утре не може да се постигне без прогресивна и проактивна студентска популација, која е подготвена да се соочи со предизвиците на современото општество, со артикулација на интересите, но и глас што се слуша и почитува. А првиот тимбилдинг на универзитетските студентски собранија на УКЛО и УКИМ е добра основа да продолжат со уште поголеми и поуспешни заеднички студентски активности. Останете со нас, почитувани слушатели, по музичката пауза ќе информираме за уште еден организиран студентски настан. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како
staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me, jako, jako. Во организација на Универзитетското студентско собрание и студентскиот правобранител на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, вчера на 21 октомври се одржа работилница "Започни мудро, заврши успешно", наменета за студентите во прва година на прв циклус студии на УКЛО, со цел бруцошите да се запознаат со овие студентски тела, со своите права и обврски, да се поттикнат да учествуваат во активностите кои се организираат за нив и да ги осознаат придобивките што ги добиваат како студенти на универзитетот. На повикот за учество на работилницата се одзваа поголем број бруцоши кои имаа можност да се информираат, да научат нешто ново, но и да се запознаат меѓу себе. Председателот на Универзитетското студентско собрание Борис Гушевски и студентскиот правобранител Стојанка Ќупчева со инспиративни обраќања ги охрабрија да излезат од својата комфорт зона, да научат како да се справат со студентските обврски, но истовремено да бидат и проактивни и да се надградуваат како личности. Разговаравме со нив. Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и студентскиот правобранител на УКЛО, во случајот да ви ги представам, значи Борис Гушевски и Стојанка Ќупчева, организатори на настан, првенствено посветен на бруцошите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Од она што имав можност да го прочитам во поканата и од она што претходно тука со вас го разговаравме, како еден вид запознавање на бруцошите со тоа што значи да се биде студент на УКЛО. Борис, за оваа активност првична ваква? За оваа активност имам да додам дека еден настан каде што ние како Универзитетско собрание се разбира во соработка со студентскиот правобранител, ги поттикнуваме студентите на еден начин да се вклучат во нашите активности кои што ги работиме, бидејќи секоја помош и активизам на студентите е добре дојдена и сега тоа ќе не радува на сите нас, дури како студенти и на само ниво на универзитет. На оваа средно со бруцошите практично ќе им објасните што значи да се биде активист во факултетските студентски собранија и во универзитетското студентско собрание. Точно така, ќе ми објасниме што значи прво поимот на универзитетско собрание, бидејќи сметам дека огромен дел од бруцошите воопшто и не знаат што е тоа, иако гледаат настани организирани од студенти за студентите, сепак не знаат кој стои позади тоа, како функционира и која движи таа цела работа. Да, со оглед на тоа што веќе во периодот треба да се изберат и новите раководства на факултетските студентски собранија, потоа и на универзитетското студентско собрание, веројатно ова е вистинско време да се запознат со тоа што значи едното, а што другото. Точно така. Да, периодов е за избирање на факултетските студентски собранија. Во текот на следната и неделата после тоа ќе бидат избрани сите факултетски студентски собранија на ниво на нашиот универзитет, па потоа се формира и Универзитетското студентско собрание, со што е правото време за да ги запознаеме студентите која е нашата работа и со што точно ние се занимаваме. А студентскиот правобранител пак да им каже кои се правата и обврските на студентите. Секако. Ние тука како студентски правобранител и како цело тело на студентски правобранител со моите заменици одлучивме со овој настан да ги информираме нашите колеги кои се нивните права, меѓутоа дека тие имаат и обврски. Затоа ги избравме бруцошите како таргет група, затоа што тие се еден дел од идниот академски живот, да бидат и тие активни, меѓутоа со тоа што ќе си ги заштитат своите права. И доколку приметат прекршок на правото, каде, кога и на кој треба да се обратат. И целата процедура понатаму. Мандатот на студентскиот правобранител е 2 години. Првата година измина, ова е практично втората година што започнуваш да ја реализираш како студентски правобранител. Токму така, ова е еден од многуте идеи што ќе ги направиме. Ние како студентско тело со моите заменици веќе имаме неколку идеи на листа, ова е една од нив, меѓутоа имаме и многу наредни, како кафе дискусија, како разговор со студентите, да им се доближиме и тие нас да не се доближат со тоа да ја придобиеме нивната доверба, да не се плашат од предизвици и да не се плашат да пријавуваат неправди.
Во изминатиот период имаше ли можеби реакции, нешто или забелешки кај тебе како студентски правобранител, нешто што им засметало или нешто што требало да се најде пред тебе како студентски правобранител да ги заштитиш нивните права? Секако имаше неколку барања со пријава, тоа се регулираше. Меѓутоа, јас како студентски правобранител им стојам овде на студентите и од информативен карактер. Тие да се советуваат со мене, да им дадам некои конкретни ситуации, конкретни решенија, конкретни информации. Затоа и овде сум и од информативен карактер, но и од правен. Тоа се оди паралелно. И сега оние кои што нема да бидат присутни на оваа средба денеска, ќе имат потреба да се консултираат со тебе, можеби, или да пријават некој проблем, каде може да те најдат? Како што имаме ставено на информативните табли на секој факултет, така и овде сега ќе споделиме наши податоци за контакт. Како што е Инстаграм профилот на студентскиот правобранител, електронската адреса на студентскиот правобранител, како и сите податоци за УСС. Да, меѓутоа ова радио се слуша, не се гледа, да не ги кажеш. Да, секако. uklo.studentski правобранители, таму тоа е електронската адреса на која што може да не побараат, меѓутоа и на Инстаграм профилот uklo.studentski правобранители. Тука може да се обратат директно во порака и ќе бидам за нив. Да, за денешниот настан предвидени одредени презентации. Овој настан е микс од неколку аспекти, а тоа значи правата и обврските на студентите, како студентите може да се активираат, како студентите може да градат една заедница за студентски живот и студентски стандард да го подобриме воедно. Меѓутоа овде е од мотивирачки карактер, како студентите да се надградуваат себе како пред се како индивидуи лично, но како да се надградуваат и во професионалниот живот. Во ред, ви благодарам и на обајцата и да слушаме и да гледаме што повеќе активности вакви. Од повеќе студенти заедно. Да, ви благодарам. На средбата со Бруцошите присуствуваше и проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Разговорот со неа ќе го слушнете по музичката пауза. Бидете со нас. Nemoj da me gledaš, nemoj oči da mi baraš, za tebe me nema, ja si ti sme bolka stara, o dobro da ne znam, kada i so koji si svega i od ovde begam, toga veke ne ti trebam, kazna je, i so tebe, no i bez tebe, i ovoj život moj, ne bajka bela, što te ima, pa te nemam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Ne sakam da slušam, niti zbor da znam za tebe, ki smiram duša, ako bidam sam so sebe, nema pad za nazad, nema veke da sme celi, što i da mi kažat, koga nekoj tretne deli, kazna je i so tebe, no i bez tebe, i ovoj život moj, ne bajka bela, što te ima, pa te nema, nikoj kako tebe ne baknuva, zato si rodena, ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam, nikoj kako tebe ne baknuva, zato si rodena, ne znam da li ke uspejam
Како што кажавме, на средбата со бруцошите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, организирана од Универзитетското студентско собрание и студентскиот правобранител на УКЛО, присуствуваше и проректорката за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Со неа разговаравме за средбата, но и за активности кои што треба да следат во наредниот период на УКЛО. Проректорке, еве на почетокот сме веќе на новата академска година, иако помина веќе првиот месец или средината на месецот, се започнува со активности, бруцошите да се запознат малку повеќе со она што значат Универзитетското студентско собрание, факултетските студентско собранија, што значи студентскиот правобранител, убав настан на кој што се надевам ќе можат бруцошите да добијат корисни информации. Да, сигурно, уште кога се обрати на некој начин нашата правобранителка Стојанка Ќупчева што јас мислам за овој нивни настан, јас апсолутно ги поддржав и се согласив како и за сите нивни активности впрочем, и одлично е тоа што еве се здружија силите помеѓу студентските правобранители на единиците на универзитетот и Универзитетското студентско собрание да се обратат пред нашите бруцоши, нашите нови студенти и да им објаснат што е она што искуствено како препрека нели можат да го, на што можат да најдат и како да го решат и секако да ги запознаат со нивните права и обврски. Колку што сум информирана, сите правобранители од сите единици заменици правобранители ќе бидат тука и заедно со правобранителката на УКЛО нели ќе ги запознаат студентите со нивните права и обврски, а и председателот на Универзитетското студентско собрание има намера нели да ги запознае со досегашните активности и со идните нели очекувани активности, секако со сето она што универзитетот го нуди за студентите како наставни и воннаставни активности и можностите за мобилности во странство. Како проректорка за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во изминатите неколку години или со доаѓањето на новото раководство, новиот менаџмент на универзитетот, голем број настани за студентите кои што во секој случај им се од полза, само треба да знаат како да ги искористат во секој случај. Апсолутно, еве, само денес, само во овој момент паралелно имаме 3 настани. Во моментот десетина студенти гостуваат на предавање кое што го организира Софискиот универзитет. Потоа имаме во офицерски дом наши студенти гостуваат на тема поврзана со ракот на дојката во организација на општина Битола. Пред се, колку што имам информација, се тоа студенти од Високата медицинска школа, заедно во организација со нашиот предавач магистар Денис Арсовски, и во моментот тука во 13 часот на Технички факултет почнува оваа работилница, започни, мудро заврши, успешно, многу активности, ќе се согласам со констатацијата со неа, меѓутоа тоа е и она за што постоиме за нашите студенти и како и досега ќе продолжиме да ги организираме овие активности во интерес на студентите, а вклучувањето на студентите во активностите верувам дека е во доста висок процент изголемено од она што кога дојдов како проректор за студентски работи го затекна. Така да ни сите овие активности се обидуваме и мислам дека успеваме да ги мотивираме студентите. За оваа академска година студентите кои што се запишаа како бруцоши нели имаат можност да го видат и правилникот за вреднување на студентите вклучени во воннаставните активности на УКЛО. Нешто што како новина го најавивме на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, за прв пат нешто вакво на универзитетите во Македонија. Каква е заинтересираноста досега или е да им појасниме за што всушност се работи? Така е, Универзитетот Климент Охридски е првиот македонски државен универзитет кој што донесе ваков правилник за вреднување на воннаставните активности на студентите. Имавме еден период кога требаше да се адаптира начинот на кој што ќе се достават тие барања, уверенија и пријави до студентите, како полесно да стигнат до нив. Имаме комбиниран еден пристап, така што за бруцошите, за студентите кои што првпат се запишуваат, таквите уверенија и барања и запознавање со процесот за воннаставни активности, па и искажувањето на нивниот интерес за кои воннаставни активности се заинтересирани, го прават, значи бруцошите го прават во службите за студентски прашања, додека останатите добија електронска форма и да го искажат
својот интерес за вклучување во наставните активности, меѓутоа и за сите студенти, за активни студенти во системот на студирање на универзитетот, во iKnow системот, во посебна рубрика прилози се внесени сите, чинам 37 потврди и уверенија за вклученост на студентите во наставните активности. Така што го започнавме процесот, веќе интересот е навистина голем, секојдневно се јавуваат студенти да прашуваат на кој начин да стигнат до потврдите и до уверенијата, а и вклученоста нивна во наставните активности забележува раст. Значи, оно што го добиваат студентите кои се вклучуваат во наставни активности се дополнителни ЕКТС кредити кои што ќе бидат внесени во додатокот на дипломата. Така, дополнителни ЕКТС кредити кои не заменуваат, тоа да го појасниме, не заменуваат кредити кои што се добиваат со позитивно полагање на одреден испит, но тоа се дополнителни кредити кои стојат во додатокот на диплома во соодветна рубрика и кои ќе послужат во нивното понатамошно профилирање, вработување, напредување во кариерата и во струката. Одлична можност, останува само повторно ќе речеме желбата и интересот да се вклучуваат се повеќе и да ги искористат сите придобивки кои што УКЛО им ги нуди. Апсолутно. Сосема за крај, уште да кажеме дека во тек е огласот за пријавување трудови за Универзитетската студентска конференција, која што оваа година меѓународна ќе се... Оваа година се организира само под капата на Colors алијансата, инаку и е само на англиски јазик, во хибридна форма ќе мораме да организираме за да колку што е можно повеќе студенти од партнерските универзитети се вклучат во конференцијата, инаку веќе вториот повик за конференцијата е во тек, ќе има и трет повик, има време, испреќањето на трудовите е до 1 декември, претходно до 1 ноември, нели само оној абстракт. Меѓутоа, за радување, мене ми представува посебна радост тоа што еве веќе 4 до 5 трудови се пристигнати, така што очекуваме поголем број на трудови од мината годишната конференција. Со оглед на тоа што се поканети да учествуваат и студенти од останатите членки на алијансата Colors, очекуваме навистина да имаме голем број учесници. Сигурно ќе имаме и гостувачко пленарно предавање, тоа е подпредседателот на форумот на студенти при Colors, Николас, студентот од Универзитетот Леманс, така што верувам дека и заинтересираноста и учеството и самото присуство на конференцијата, па и како слушатели ќе биде на задоволително ниво. Ректор, ќе ви благодарам за разговор. Благодарам и вам, Сонја. Бруцошите, професор доктор Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа во Битола ги информира за работата на психолошкото советовалиште на УКЛО и таа одвои време за разговор со нас. Професорке, на оваа средба Бруцошите на УКЛО се запознаваат со тоа што значи факултетско студентско собрание, универзитетско студентско собрание, студентски правобранител, но треба да знаат уште многу работи кои што се во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, психолошкото советовалиште е едно од нив. Да, денес јас сум тука пред нашите бруцоши да го представам психолошкото советовалиште на УКЛО. Ова е една иницијатива која функционира од 2019 година и која е многу поддржана од нашиот универзитет. Ова е прво вакво психолошко советовалиште кое е бесплатно за студентите и функционира одлично и низ текот на пандемијата функционира се уште. Меѓутоа мора да го представиме пред студентите подиректно затоа што тешко е некогаш да добијат информација. Затоа, од првиот ден кога стануваат студенти, ние имаме прилика на вакви настани да им представиме на студентите од сите факултети на УКЛО дека имаат можност да побараат услуга од психолошко советовалиште на УКЛО, нешто што е денес многу актуелно, многу потребно да работиме за менталното здравје на студентите. Како иницијатори за формирањето на психолошкото советовалиште, можеби први на државните универзитети во Македонија со вакво советовалиште бесплатно за студенти. Да, ние први формиравме психолошко советовалиште за студенти на еден јавен универзитет. Има и други советовалишта на другите универзитети, меѓутоа секој со различно темпо, секој се труди онолку што може, меѓутоа сепак е нешто кое е многу важно. Јас мислам дека секој универзитет не е важна собственоста, треба да има едно вакво советовалиште. Изминатиот период, неколку години како што веќе функционирате, колкав е бројот на младите, на студентите кои што ви се обратиле?
Голем е бројот на студенти кои ни се обраќаат. Ние имаме две форми преку кои функционираме. Поточно три форми имаме. Секој студент може да се пријави за индивидуално советување и тука имаме некоја бројка од 20 студенти годишно кои ни се обраќаат и добиваат советодавна услуга. Додека пак имаме и групни активности во кои може повеќе студенти да се вклучуваат. Значи досега не сме имале потреба никој студент да го вратиме, значи можел да добие услуга затоа што се уште постигнуваме и ако продолжи бројката да расте, што несомнено ќе биде така, ќе мораме да активираме повеќе стручњаци за да можеме да ги обслужиме потребите на студентите. И третата форма преку која настапуваме на разни теми, правиме работилници, вебинари, за да може поедукативно да се пристапи и попревентивно во однос на менталното здравје. И сега, оние кои што ги следат мрежите социјални и веб страната на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола можат да ве најдат, закажат термин. Оние кои што се уште не се информирани, па еве од овој разговор дознаваат за психолошкото советовалиште, да ги упатиме што треба да направат, како да закажат термин, како да се пријават, што да следат. Прво, секој студент и не студент може слободно да ги следи нашите социјални медиуми, нашите профили, психолошко советовалиште УКЛО. Имаме профил на Facebook и на Instagram. Доколку некој студент сака да закаже термин за индивидуално советување или да се приклучи во групна работа, треба да оди на веб страната на УКЛО, на Универзитетот, psihološkosovjetovalište.uklo.edu.mk. Тука ќе најде пријава за индивидуално советување која е анонимна. Значи само професорот кој ја работи стручно работата, само професорот ќе го има контактот од студентот. Значи комплетно е анонимно пријавувањето, што се надевам дека ќе ги охрабри студентите да не се плашат, да не се срамат, да пристапат кон оваа услуга која е бесплатна и е ретко да се добие. Во оваа прилика само кратко информативно за оние кои што не следат денеска во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола секако, а во наредниот период ветуваме и подолг разговор за да можеме повеќе да им објасниме како може да ве најдат, што да очекуваат од вас и се она што значи работа на психолошкото советовалиште на УКЛО. Ви благодарам за разговор. Одлично, ви благодарам и во таа прилика ќе имам и некои резултати од студии кои ги имаме направено, па да може да продискутираме малку со какви проблеми се соочуваат младите. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Уште да кажеме дека на работилницата Започни мудро, заврши успешно, што се одржа на Техничкиот факултет во Битола, бруцошите беа запознати и за соработката на Универзитетот со Општинската организација на Црвениот крст во Битола, а обраќања има и представници од невладината организација Секој студент од Скопје, кои беа партнери во организирањето на работилницата. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Се надевам дека со она што како содржина ви го понудивме денеска, успеавме да го задржиме вашето внимание на 90,8 МГц. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Во
знаеш ли? Укло FM, Битола, октомври 2024 година. Укло FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk